Здраво и добре дојдовте. Ова е подкастот каде што се спојуваат нескрутливиот и човечкиот дух. Денес нема само да шетаме во шумата, туку отвораме ново поглавје за она што една планина може да биде. Подкаст кој ќе зборува за еднината. Овде сум на Пелистер, најстариот национален парк во Македонија и на една бивша татковина, Југославија. Место каде што природата не само што ве обкружува, туку и ве обзема. Место каде што можете да се изгубите себе си и да најдете нешто ново во исто време. Денес, во третата епизода, ми се придружува и Анела Ставревска Панајотова. Таа доаѓа од Шара, националниот парк. Таму е раководител на одделот за заштита. Но таа не е само административец. Таа е планинарка, шумарски инженер и човек кој нешто само што работи во природа. Таа е дел од неа. Анела работи во еден од најновите национални паркови во регионот, Шар планина, и има приказни кои ќе го променат начинот на кој гледате на планината, на шумата или на една обична патека. Но таа одлично го знае и Пелистер, затоа ја поканив да направиме синергија. Значи, додека чекориме по овие патеки на Пелистер со мирис на бор во воздухот и ветување за авантура, ќе се нурнеме во разговор кој е искрен и реален како и земјата околу нас. Заборавете на брошурите за планината. Денес истражуваме што навистина значи да се живее, дише и да се заштитат овие диви простори. Од скалирање на врвовите со визија до дење заедно со слепи планинари. Една интригантна приказна за која ќе зборува Анела. Каде и да сте, сместете се во омилената фотелја или уште подобро, врзете ги планинарските чевли. Ова е Are You Ready for Pelister и време е да тргнеме по патеката. Добре дојдовте на Пелистер. Дали сте подготвени за Пелистер? Денес нема да шетаме ни шумата и низ планината, денес ќе зборуваме за незината иднина. А тоа ќе имам шанса да го направам со личност чие што портфолио, чие што CV, чие што начин на живот апсолутно кореспондира со тоа како треба да гледаме на планината. И посакувам добре дојде дома, зашто таа ги сака планините, без разлика на која планина се наоѓа, на Анела Ставревска Панајотова. Таа е раководител за заштита во најмладиот национален парк во Македонија, Шар планина, а денес ќе зборуваме од најстариот национален парк во Македонија, во една бивша наша татковина, националниот парк Пелистер. Добре дојде дома. Здраво. Драго ми. Анела, едно квиз прашање, може би повеќе за публиката, зашто на човек кој што ги сака и ги ужива планините и ги гледал планините, е може би наивно да се праша дали знаеш каде се наоѓаме точно сега. Драго ми е што избравте локацијата, затоа што веројатно една од најмокните на планинава. Се наоѓаме на една од камените реки, како посебна глацијална формација од карпи кои што низ текот на времето се распаѓале и се формирале и се специфични за Пелистер. И се една од најатрактивните работи кои што треба секој посетител да ги види. Не ги има само на оваа локација, ги има на повеќе и драго ми е што ја имаме оваа убава позадина. Сигурна сум дека имаш некој клик со Пелистер или нешто што апсолутно ти доаѓа прво на памет кога ќе се спомене планината. Таа е баба, меѓутоа ние битолчани умееме често да кажеме за неа едноставно Пелистер, иако тоа е врвот. Имам интересни моменти со Пелистер, иако не сум од тука, јас сум скопјанка. Продена на планина, моите ме растеле на планината Китка и таму сум ги направила оние први контакти со планината, но со Пелистер ме врзува нешто друго. На Китка немаше таква волшебна рекичка,
некаде од 1 до 4, не се сеќавам точно во кој оделение, бевме на некоја екскурзија во детското одмаралиште на Пилистер и тука се заљубив во рекичката, во поточето. Беше такво замрзнато како во оние руските цртани филмови, како од бајка. Значи, мојата конекција со водата доаѓа од љубовта на рекичката на Пилистер. Знам дека имате преубави реки, не ми се многу познати, но таа рекичка за мене за секојаш ќе остане магична. Имав и други моменти, посебни, секој на свој начин. После толку години присуство на планина, на Пилистер, сама себе се преценив и некако влегов во погрешна битка со планината. Бивме на една нова година со Илина Арсова, сите ја знаат, хималајка која што добро ги познава планините и ние одлучивме на 1 јануари да тргнеме кон врвот. Толку дуваше, толку беше лошо времето, што јас упорно велев ќе одиме, а моликите околу толку се клатеа и сите сигнализираа дека треба да тргнеме назад. Значи, Илина на едно место застана, јас упорно одев, се додека не ме кутна ветрот и реков ова е предупредување за назад. Тоа е исто такво едно моќно чувство, иако покрај толку години на планина треба да се прашаш дали ти е местото да се бориш со планината или да работиш заедно со неа. И уште еден момент само ќе спомнам, значи сопругот мој работи како водич на планини и најчесто за тие групи да ги носи, ги тестира турите. Па тестираше една велосипедска тура на мене и одевме од долу, од Битола до врвот, па требаше да направиме круг, да се спуштиме во Магарево, во Нижеполи, извинете, и на врвот тешко ми е, му велам, нешто не е во ред. За да после сватам дека јас сум бремена и тука беше тој момент дека нашето прво дете дознавме дека доаѓа на Пилистер. Колку значи, години ќе го има памтам. Сега има 15 години, дечко големе, Охо. ама ќе го памтам Пилистер по тоа што ми беше толку тешко и телото му велеше дека ти треба да одмараш. Беше толку тешко за толку убава вест. Да. Прекрасно, прекрасно. Фала ти што го сподели ова со нас и со нашата публика. Кој е твојата последна средба со Пилистер? Само еден мал хинт да дадам дека ти си личност која што ја користи Националниот парк Пилистер како надворешен соработник експерт за еден проект кој што поврзува еден поширок регион. Верувам дека тука се последните линкови со планината и низ таа призма би сакала да дадеш краток еден осврт како гледаш еволуирачки на она што со Националниот парк како институција се случувал низ годиниве. Многу убави зборови употреби, на неколку пати го употреби зборот гледаш, па ме потсети на еден момент кој што мислам дека е многу важен да се сподели. Значи, пред неколку години имавме исто едно уникатно искуство со супругот да носиме група израелци во која што поголемиот дел од луѓето беа слепи. Значи, луѓе кои што не можеа да гледаат, со комплетно оштетен вид или барем 80% оштетен вид. Начинот на кој што јас и тие го доживеа Пилистер и покрај тоа што нема вид, е многу важен да го разбере секој посетител, затоа што секој ја чувствува планината на начин на кој што може, му дала природата. Но од друга страна е важно да знаеме што може да очекуваме од планината. Значи, не е безусловно искористување и не безусловно очекување од таа планина, да си ги знаеме можностите. За да се подготвиме за таа тура, јас пред да дојдат гостите, јас ставив превес на очите и тој ме водеше по камењарот точно до Пилистер, за да на крај речам ова не е безбедно за луѓето кои што не можат да гледаат и одевме по пат. Сите беа воодушевени, но успеа да го видат Пилистер и да го доживеат Пилистер. Значи, мирисите на моликовата шума, звукот на моликовата шума, допирот
на карпистите, камените реки, сето она е што секој посетител би требало да го доживее. Водена од тоа искуство, некако се запрашав како јас ги доживувам планините. Па така се наместија и работите во животот, да мојата професија е шумарски инженер, учествував во процесот на подготовка за прогласување на Националниот парк Шарпланина и еве веќе сум дел од тимот на Националниот парк Шарпланина и соработуваме со колегите од Национален парк Пелистер. Денеска, покрај тоа што дојдов за снимањево, дојдов и да се видам со нив, бидејќи се наоѓаат пред еден нов предизвик, промена можеби на идното раководство, што е многу важно да целиот тим знае дека тие национални паркови не треба да се водени од политики, туку од стручни луѓе, да се водени од луѓе кои што ја сакаат пред се природата. И затоа и се враќам на оние претходни искуства, доколку не си емотивно врзан со заштитата на природата, не може да го има крајниот ефект. Може би тоа е најпоследното искуство, но важно мислам да се сподели дека во Националниот парк Пелистер работат стручни луѓе и работат луѓе кои што ја сакаат оваа планина. Одлична спојка правиш на нешто што може да донесе само поуки и да се гледа широката слика, зашто на крајот на денот јас ги делам луѓето на луѓе кои што умеат да живеат на планетата Земја и оние кои што не умеат. А тука се веројатно еволутивно човекот за многу нешта напреднал. Можеме да зборуваме денес еве и за вештачката интелигенција како алатка која што сите секојдневно можеме да ја користиме и да ни го поедностави животот, меѓутоа исто така етички живееме во време кога никогаш како порано нема толку луѓе кои што вредностите ги имаат испореметено и сметаат дека некои права, некои обврски не им се потребни за есенцијално живење на планетата Земја. На тој начин се арчат ресурсите, се прават штети и едноставно наместо еволуција имаме класична деволуција. И тоа не е само во природата, тоа е и во меѓучовечките односи, тоа е и во бизнисот, тоа е и во образованието, тоа е и во семејствата. Значи го имаме на повеќе нивоа. Како го гледаш Пелистер? И како ги гледаш општо националните паркови во Македонија низ призмата на совеста, свесноста и етиката на луѓето кои што ги посетуваат? Основната дејност на сите национални паркови, вклучувајќи го и Пелистер, е всушност заштита и едукација. Значи, токму во подигнување на таа јавна свест и за нашиот однос кон природата е една од клучните работи со која треба да се занимава секој национален парк и вработените во него. Многу голем наплив има на луѓе кои што порано не припаѓале во оваа средина, сега веќе се движат комотно во планините, без разлика дали е Пелистер или било која или е заштитено подрачје или не, во сите делови на државата. Се промени и економската и куповната моќ на луѓето. Многу луѓе се веќе во можност да набават моторни возила кои што ги носат се поблиску до срцето на дивата природа. Се е тоа убаво, но мора да постои некоја граница. Токму затоа се и прогласени овие паркови. Во времето кога бил прогласен Пелистер, немало толку многу притисок врз Пелистер и сега за жал тој притисок се повеќе расте. Истото се случува во сите заштитени подрачја, што од тие бизнис интереси, што од индивидуални интереси за задоволства. Под влијание сме сите и на социјалните медиуми. Многу е интересно да стигнеш негде, да се чекираш, да се сликаш, дека си стигнал, нели? Се е тоа убаво, но да се вратиме на оние морални и етички вредности кои што треба да ги ставиме во преден план, за да можеме да уживаме и ние, но и нашите идни генерации во планината. Замислете да
секое моторно возило кое што има силен погон може да стигне сегде, нели? Ќе стигне еден, ќе стигне втор, трет и веќе позади себе остава трага. Десетиот ќе рече и овде има пат. Тоа не значи дека има пат. Тој пат е направен сега и тие работи мора да се стопираат, за жал, и да разберат луѓето дека оставаме непоправлив траг врз природата и не можеме бесконечно во свој интерес да ги користиме природните ресурси, без разлика дали се тоа моторни возила или пак е дрвото како ресурс, или пак е водата за изградба на мали хидроелектрани, или пак се изградба на скијачки центри каде ќе стигнеме. За се си постојат плански документи и основната дејност на институцијата која што се грижи за тоа национално богатство е токму тоа да го воведе редот. Владењето со планината многумина го сметаат како начин за уживање, меѓутоа и како начин на заработка. Ништо не е спорно се додека се почитуваат правилата. Големи дискусии се отворија на социјалните мрежи во време, особено на ковидот, кога луѓето беа некако ограничени да патуваат, а не дека патувале толку далеку, зашто ако патувале толку далеку, веројатно ќе научеле како на некои други географски широчини луѓето се однесуваат кон националните паркови, кон природата. Па така имав шанса на една фотографија да видам чамец вкотвен во глацијалното големо езеро на Пелистер. И тука се отворија големи дискусии, луѓе кои што сваќаат дека тоа е непростива грешка, до луѓе кои што сметаат дека сосем е тоа нормално. Како да работиме на едукација? Како да кажеме дека планинарењето не е колективен спорт? Че не е тоа, можеби во Втората светска војна маршевите биле неопходна работа за да се заштитат. Меѓутоа сега се прават тие маршеви. Не можам да кажам дека сум фан на такви групировки по планина, меѓутоа како тука да се работи, да се каже дека ова е индивидуално уживање во планината или во сосем мали групи? Во право сте, иако јас не сум против и големи групи, но се да биде во рамките на одредени норми на однесување. Значи, кога веќе организаторот кани голема група, треба да е сигурен дека секој член на таа група, што ја посетува планината, треба точно да знае како треба да се однесува. Значи, тивко зборување, да не се излегува од планинарската патека, да не се фрла отпад. Отпадот што ќе го донесеш со себе на планината, го враќаш во ранец долу од планината. Значи, го враќаш во својот дом, не го враќаш во првиот контейнер на планината. И така натаму. Големите групи создадува и еден друг проблем, па и социјалните медиуми, да се добие чувство дека планината е безбедно место за престој. На планината има и диви животни. На планината имаме и непредвидливи временски услови. И тие големи групи прават популаризација на таквата масовност, што е контра ефективно на оние уживатели во мали групи, кај што можеш да ги слушнеш птиците, кај што можеш и да видиш диво животно доколку си тивок и си дел од природата. Убав е примерот што го даде со чамецот. Ние имаме точно две, уствари, ќе ги спомнам, блискости помеѓу Шар-планина и Пелистер. Значи, во тие големи масовни хајкинг тури, популарно е да се прави плажарење. Значи, на глацијалните езера, да распостелиме пешкир, па да се избањаме, па да се сунчаме, што е всушност активност која што прави штета на природата. Значи, се наоѓаме, тие глацијарни езера се наоѓаат во зоната на строга заштита, каде што се автоматски недозволени такви активности, освен прошетка и да си се вратиш од таму кај што си тргнал. Последните години доведоа една нова ситуација, да се распостели шатор, па да се преноќи тука, па да си измијам лице, па да се истуширам. Сето тоа замислете го доколку го направат стотици луѓе, кој ќе биде ефектот на природата. И ќе спомнам уште една заедничка точка, тоа се ратраците. Фрирајд скијањето го имаме и на Шар-планина и на Пелистер, националниот парк. На Шар-планина, за жал, излезе од некои етички норми,
Јас сум многу разочарана и отворено ќе го кажам, тоа и сум го кажала на моите пријатели. Во тој спорт се вклучиле луѓе како водичи, возачи на ратраците, скијачи во групите, кои што се љубители на планината, и јас сум мислела дека се љубители на планината, но ете на некој начин беше злоупотребена Шар планина заради лични и бизнис интереси. Фала Богу, на Пилистер се уште не е стигнато до таа точка. Значи, Националниот парк има добра соработка тука на Пилистер со компанијата и во услови кога нема доволно снежна прекривка, не се прават, не се организираат такви скијачки тури. И морам да го споменам ова, затоа што заштитата убаво би било да оди рака под рака со бизнес интересите, но за жал, кога човекот ќе осети пара, тогаш се забораваме како се однесуваме кон природата. И се во една контра насока, да ја речам, правиме штети за кои што ќе ни требаат години да ги вратиме. Се надевам дека јавната установа Национален парк Пилистер нема да ја повтори грешката за која што ние сега ќе ја оправаме штетата на Шар планина. Бекграундот едукативен е шумарски инженер, раководител на секторот за заштита на Националниот парк Шар планина е твојата работна задача во моментот. Дали се ова единствените предизвици со кои што се соочуваш или има многу? Па, шумарството е само еден сегмент од од управувањето со национално богатство, како една планина која што има многу ресурси во себе. Ние имаме блиска точка со моликата. Моликата е балкански ендемит, кој што го имаме како најголема, најгуста популација на Пилистер, иако ја има и на други планини на Балканот, но во Македонија има на Пилистер и малку и на Шар планина. Петоигличест бор, кој што е карактеристичен само за нашите две планини. Освен тој линк, не сплотуваат и тие предизвици. Значи, предизвиците да не знам колку сте запознати, националните паркови се установи кои што се формирани од државата, меѓутоа функционираат со самофинансирање. Значи, за да се обезбеди заштита на природата, која што чини, потребни се финансии. А тие финансии треба од некаде да дојдат. Пред нас е предизвикот да почнеме да наплаќаме за некои екосистемски услуги. Меѓу најпрепознатливите ќе споменам и основната влезница во Националниот парк. Сумата е символична, меѓутоа знам со што се борат пилистерци. Јас сум од Битола, зошто јас да платам влезница во Националниот парк? Се додека се разбира дека таа планина тука е под дефолт за твое уживање, треба да се подразбере и другата одговорност, дека ти имаш одговорност да поддржиш заштита. Значи, моликовата шума е еден прекрасен екосистем кој што некој го одржува. Шумарските инженери во Националниот парк спроведуваат мерки за заштита на таа шума и тие мерки чинат пари. Одржувањето на патиштата исто така чини пари. Контролата на биолошкиот минимум во реките во кои што имате изградено мали хидроцентрали исто така чини пари. Мониторингот на биодиверзитетот, бројноста на дивите животни, контролата на болестите. Се тоа предизвици со кои што се соочува менеджментот на еден национален парк. И јас би рекла дека тоа не е само на Шара и на Пилистер, во сите национални паркови е исто. Но кога работиш во природа, мислам дека се храниме со таа убавина, затоа што имаме една привилегирана можност да уживаме во ова што го гледате околу нас. Дали, Анела, тоа и те предизвика на некој начин да ја прифатиш улогата која што ја имаш сега и какви се твоите надежи за иднината, конкретно на Националниот парк Шар? Некако логично си дојде. Јас не се замислував дека ќе работам во јавна установа, работев во невладин сектор како консултант паралелно, но логичен след на настаните беше.
се најдов во еден период во животот кај што ме праша, добро, што планираш? Викам, па планирам чим сум останала тука да направам нешто добро за Македонија. Откако ќе се прогласи еден национален парк, земјата не е повеќе иста. Се прави еден исчекор кон напред. Тоа е национално богатство и наша обврска е да го заштитиме. Значи, пошто останав, не сум се преселила од земјава, јас го сватив и како еден личен предизвик дека треба да го вложам мојот труд, знаење и време во нешто каде што можам да ги подобрам работите. Веројатно и јас правам грешки некаде во работењето мое, но давам се од себе и се надевам дека ќе успееме да ја постигнеме целта која што е замислена за Шар планина, да биде една од најпосетуваните 10 дестинации во Европа. Се уште имаме дива природа, да се заштити таа дива природа и да поставиме едни нови, модерни трендови за другите национални паркови. Шумарството е еден сегмент, но предприемачкиот дух, насоките да финансирањето доаѓа од екосистемски услуги, повеќе проектно работење и туризам, поддршка на туризам, посебно алтернативни видови на туризам кои што не оставаат еколошки траг врз планината, е она што би сакала да го демонстрираме и за другите паркови за да можеме да си ја заштитиме Македонија. Какви совети, какви поенти би сакала да истакнеш за Националниот парк Пелистер врз база на твоите искуства кои што ги имаш и на Шар планина, меѓутоа и од она што го имаш работено како бекграунд со експертизата како шумарски инженер и како човек кој што има увид во поглобалната слика на проектни активности поврзани со заштита на природните убавини? Минатата година имавме неколку средби кај што имав можност да запознам и дел од чинителите кои што се околу Пелистер, значи представници на локални бизниси, представници на невладен сектор, на спортски здруженија и добив впечаток дека недоволно транспарентно се работи со нив, не дека Националниот парк крие нешто, туку едноставно секојдневните обврски те тераат да ја гледаш работата од ден за ден. Но сите тие љубители на природа се сојузниците кои што треба да застанат на страната на заштитата и би препорачала дека треба повеќе да се работи со нив, да се инволвираат во самата заштита и преку нив да стигнеме до што повеќе луѓе. Значи, кревање на јавната свест би дошло како многу лесна работа доколку ги употребиме како механизам. Значи, доколку планинарско друштво носи 100 луѓе на планина во една организирана група и претходно ги информира на кој начин треба да се однесуваат и дека нормално треба да се плати влез во Националниот парк, затоа што некој се грижи за ова добро, веќе сме ја постигнале половина од заштитата. Затоа што некој ќе дојде, ќе си отиде и позади себе нема да остави никаков траг, освен тоа што ќе си земе спомен и слика од убавините и ќе си ги наполни батериите. Апсолутно. Тоа е бесценето. 2 или 3 потенцијали кои што вака од прва ги гледаш на Пелистера не се искористени? Повеќе планинари, повеќе едукативни работилници, повеќе деца да се движат на Пелистер. Најдобриот начин да се заштити природата е преку лични искуства. Доколку ги нема децата тие искуства, не можат да се поврзат со природата. Не случајно кажав кои биле моите допирни точки со природата. И последното е алтернативните форми на туризам, кои што нема да остават траги. Значи, јавање коњи, магарења, планинарење, скијање, турно скијање пред се, не скијање, фрирајд скијање, затоа што тогаш се уклучуваат машини и во никој случај атевиња, джипови, утевиња, крос мотори. Сето тоа создава бука која што го нарушува биодиверзитетот и мирот пред се во природата, не само за дивиот свет, туку и за другите посетители кои што дошле
да уживаат во мирен и убав чист Пелистер. Постојат милион други работи, но добро е поскромно да се почне и верувам дека ќе имаат капацитет колегите од Националниот парк Пелистер да можат да фатат чекор со европските трендови. Кои се силните страни на Пелистер? Тоа што е уникатен. Пелистер е уникатен, убав сам по себе. Немаме друга моликова шума, немаме други камени реки, немаме друг стив, немаме други пелистерски очи и звукот и мирисот на моликовата шума го нема на друго место во Македонија. Кој е најдоброто сценарио кој треба да му се случи на Пелистер ако ти си режисер на приказната за иднината? Ајде да не бидат илјадници, да не биде преголем притисокот на природата, но стотици туристи дури во работни денови. На Битолчани им е толку близко Пелистер, значи рекреативци треба да има и во работен ден, стотици туристи во викенд. Туризам 365 дена во годината, не е само летен или зимски туризам и многу деца. Имам уште 3 прашања за да го заокружиме овој разговор, кој што може да трае многу подолго од ова, меѓутоа времето е тоа што е. Кој најмногу те инспирираше во животот за избор на професијата, за хобијата со кој што се бавиш и за она што си денес? Јас кажав дека растев на китка. Тоа беше една семејна дружба на моите родители со неколку нивни пријатели. Порано културата за одење на планина била малку поразлична, затоа што постоеле планинарските домови. Штета е што Копанки изгора, се надевам дека во кратко време ќе се реновира и повторно ќе биде едно збиралиште за такви семејни дружби. Еден пријател на моите пријатели, тој е професор Јане Ацевски, денес е професор на Шумарски факултет, дендролог, на катедрата дендрологија. Беше човекот кој што така спонтано мене ме шеташе низ шумата и ми раскажуваше и оваа печурка тоа е, тоа цвеќе тоа. И веројатно тука ми смислија некоја игра родители, тетка ми со професорот Јане, па ме однесоа случајно на Шумарски факултет, случајно, и кликнавме со збирката на диви животни, со збирката на дендролошката, хербариумот, дендрариумот во дворот на Шумарскиот факултет и јасно ми беше кај ќе завршам. Филмот на вашиот сопруг Очи и цел проект кој што стои позади него прави еден фантастичен спој помеѓу инклузивноста и авантурата. За прв пат јас прочитав такво нешто. Веројатно вие знаете многу повеќе што се случува глобално на тоа поле и како луѓето со попреченост можат да уживаат и да им ги доловиме убавините на планетата. Во која фаза е сега? Дали има некој план за продолжување или тоа е една затворена приказна која што чека можеби некоја нова шанса или нови туристи кои што сакат да го искусат? Тоа беше моментална можност која што беше предизвик, го прифативме предизвикот. После тоа имавме една авантура да собереме 4-5 млади луѓе со попреченост во видот од Скопје и одевме неколку пати во природа. Меѓутоа како резултат на ковидот, тогаш значи се случи да ние не можеме да се држиме за рака, не смееме да имаме близок контакт, особено затоа што тоа е една категорија на луѓе која што беше подложна на посебен ризик како последици од ковид и рековме ќе направиме пауза, а сега веќе едноставно се работи за недостаток на време. Во контакт сме со неколку од тие лица и на нивна иницијатива постојано иницираат да одиме негде да правиме нешто во природа. Јас за жал немам толку слободно време. Успеавме со една од нив е Бера. Бера можеби ви е позната. Она е неверојатно комуникативен човек и позитивен човек пред се. Со Бера бевме на качување на карпи во Демир Капија и се осмели и Бера е навистина исклучок на храброст да се впуштиш во една таква авантура. Но тој контакт со таква група на луѓе ме направи свесна
колку всушност сме затворени во нашите лични светови. Секој има право на таа можност да ја почувствува природата, а многу е тешко кога зависиш од друг. За да излезат од дома, таа група на луѓе навистина зависи од подадената рака на некој да го однесе, не само да го транспортира, туку и да му го покаже патот. Затоа што оваа средина не им е позната. Се надевам дека тој филм, долгорочниот трак, што ќе го остави е да се охрабрат родителите кои што имаат деца со такви посебни потреби или попречености, да не се обесхрабруваат и да ги вадат во природа. Затоа што навистина е жално да ги лишиме од тие убавини. Без разлика што не можат да ги видат со своји очи, може да ги почувствуваат на сосема поинаков начин. Каде се гледаш себе си за 10 години? Во Македонија, првиот одговор. Се надевам на шара. Се надевам. Предизвикот за кој се нафатив да ја заштитиме Шарпланина не се решава кратко. Сега скоро имав некој интервју во кое што извадиле сегмент од одговорот дека на шара за да се заштити треба 20 години. Не го мислам комплетно тоа така. Значи, новинарите умеат да се извадат од контекст. Да, добро, нема врска, не пречи. Точно е, некои работи се 20 години назад, затоа што биле ставани под чиргичка, но ако не сум оптимист и ако не туркам напред, не би била следните 10 години тука. Затоа би сакала во следните 10 години да видам дали барем она што е поставено како 10 годишна цел и визија во Националниот парк ќе успееме да го постигнеме. Јас посакувам многу среќа и убедена сум дека така ќе биде, со оглед на твојата филозофија на живење, која што дефинитивно кореспондира со она што треба да се случува и дека биде само добар пример, едно убаво огледало како ова, како треба да се однесуваат и другите. Многу ти благодарам што допатува до Битола и што успеа во таа хектична твоја агенда да најдеш време за да снимиме интересен видеоматеријал кој што сигурна сум дека ќе звучи подолго од минутите колку што ќе трае. Драго ми е на поканата и на можноста и се надевам дека може би една реченица од ова интервју ќе мотивира некој да дојде на Пилистер. Сигурна сум. Многу среќа ти посакувам. Да. Кога ехото од нашиот разговор со Анела Ставревска-Панајотова ќе стивне, тешко е да не почувствуваме подлабока врска со светот на планината. Денес одевме по помалку изодени патеки, и буквално и метафорично, и откривме приказни каде визијата и решителноста се испреплетуваат со безвременската убавина на природата. Патувањето на Анела, нејзините сознанија за националните паркови и нејзиното неверојатно искуство со турнејата Очи не подсетија на нешто суштинско. Дека природата не е само позадина на нашите животи. Таа е витален, жив дел од нашата приказна. Тоа е местото каде се соочуваат предизвиците, каде што се поместуваат границите и каде човечкиот дух го наоѓа својот највистински израз. Се гледаме во следната епизода.